Почитувани, добар ден. Време е за црвена линија. На светското првенство во ракомет Македонија одигра 5 надпревари. 2 победи, 2 нерешени и 1 пораз. Ни останува уште еден најтежок меч со Франција утре вечер во 20 часот и 20 минути. Со победа имаме можност да бидеме дел и од четвртфиналето. Победи над Гвинеја и Катар, нерешено со Унгарија и Австрија, и јас би рекла несреќен пораз од Холандија. Како го оценувате досегашниот настап на македонската репрезентација? Французите и предпоследното коло веќе го имаат обезбедено првото место во групата. На нашите репрезентативци им останува најтешката работа – да извојуваат победа и да се надеваат дека другите резултати ќе ни одат во прилог. Што очекувате од напреварот Македонија-Франција? А за сите на Инстаграм, секако тука можете веќе денес на анкетата и да гласате, бидејќи еве како изгледаме таму. Значи, во овој момент сите вие кои што не следите на Инстаграм, заследете не. Веднаш кликнете на Инстаграм стори и еве вашите прогнози. Едноставна анкетата денес. Македонија-Франција прашуваме како ќе заврши. Имате 3 опции за одговор. Под А ќе победиме, под Б нерешено или под В ќе загубиме. Кликнете на вашата прогноза, а секако, односно одговор, а секако ќе ни биде особено драго, се разбира, како и во секој издание на Црвена линија, да ви имаме во огромен број. Така да на 02-307-0005 по вртењето на телефонскиот број, уште една исклучително важна напомена од технички аспект е да го намалите целосно тонот на ТВ приемникот, односно јас и вие да зборуваме преку слушалка. Верувам дека целата наша земја со нетрпение го очекува утрешниот надпревар. Ке повторам, играме со Франција. Време почеток на надпреварот е 20 часот и 20 минути, а досега секако и бодрени од нашите навивачи на лице место. Секако репрезентацијата покажа и докажа дека во неја и како има сила, мокино и надеж да се остварат соновите на нашата земја кога станува збор за ракометот. Ајде да слушаме еве досега како ви се чини учеството на нашата репрезентација, една оценка да дадете и секако верувам дека секој од вас има и голема желба утре, колку и да изгледа тешко и невозможно, ете, пријатно и тоа исклучително пријатно да бидеме изненадени со победа која што може да не внесе во четвртфиналето. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Добре сум, како сте ми вие? Добар, Кирошима. Па еве да ни откриете редовно ли ги следите надпреварите на светското првенство? Следам од тркалото него фати. Добро, во понеделник се знае кога е терминот за тркало. А еве кога зборуваме за термин... Франција не може да ја победи никој. Само Данска. Добро. Тешко Македонија. До сега добро игра, ама со Франција не може. Жело. Има многу супер ракометари Франција. Добро, не од сега. Песимистични сте во однос на резултатите кои што денес, мислам, досега ги даде нашата репрезентација? Како резултати, што? Добри се, одлични. Супер. Добро, тогаш која е вашата прогноза за утрешниот надпревар со Франција? Под А ќе победиме, под Б нерешено? Франција нерешено да биде. Иначе Македонија ќе изгуби од Франција. Дански и Франција се најдобри селекции од цел свет. Добро, еве да им порачате нешто за утрешниот надпревар, бидејќи гледате, навивате. Ајде, гледам нормално. Што ќе им порачате? Ќе видам. А за Франција, а за Македонија. Така, што ќе им порачате еве на нашите ракометари? Да тренираат многу подобро да стигнат Франција и Данска во ракомет. Што може да вежбаат уште од мани од 5 години. Добро, благодарам многу за вашите одговори и секако со вас го отвараме ова денешно издание на Црвена линија. Добар ден. Поздрав. Голем поздрав и до вас. Ваш нов гледач. Многу ни е драго дека тоа е така и верувам нема да биде и последно наше слушање. Во ова 2025-та, 2024-та, може би 2023-та да се јавав, меѓутоа чат пат. Значи, нов гледач сепак. Драго ни е.
Па еве, верувам, За Македонија, Франција, за ракометот, за нашата репрезентација. Се најпофално за нив, за селекторот и за играчите. Со мал исклучок, со Холандија потврлија. Меѓутоа ќе им простиме, бидејќи сепак собират искуство. Не се искусни, млада репрезентација и можеме да им го простиме тоа. Требаше само малце повеќе да се залагаат, да трчаат и ќе беше подругачија работата. Иначе, а еве со Холандија имаше и премногу нели исклучувања, картони црвени. Да. Апсолутно сте во право, меѓутоа слушајте, ако сте добри, колку и да се судиите, публиката против вас, сепак вашиот квалитет, вашата пожртвуваност ќе дојде на своето. Како и да е. Без странични упаѓања ве молам. Зборот ми е Македонија може. Нашата репрезентација ракометна може. Само треба да се бори. Само пожртвуваност. Со Франција не можеме да очекуваме. Само да очекувам достоен пораз. Иначе, за сите други надпревари освен Холандија, 5. Секој им чест. Се најдобро, поздрав, пријатно. Голем поздрав и големо благодарам еве што за прв пат се вклучивте во црвена линија. Верувам нема да биде последен пат. Сега исто така и топло ќе порачам да останете со црвена линија за да слушнеме еве какви прогнози, секако каква оценка ќе дадат гледачите како навивачи, оние кои што верувам постојано и со огромна жар ги следат надпреварите на нашата репрезентација. Добар ден. Добар ден. Јас ќе дадам уште едно добар ден во моментот, бидејќи предност даваме на гледачите, оние кои што се вклучуваат во живо. Уште еднаш ќе речам добар ден, имаме ли некој? Добро, имаме молку. Па еве, добар ден. Добар ден, ваш гледач од Берово. Од Берово, поздрав до Беровчани преку вас. Благодарам. А што се однесува за Македонија, Франција, мислам дека утре ќе изгубиме. Зошто? Па французите се, да не речам, 2-3 класи над нас. Подобри на коментари се, имаат повеќе искуство и така натаму. Само нашите некако да се залагаат посредска одбрана да игра, да имаат и да не изгубат со некоја голема разлика. Ме слушате? Цело време, продолжете. А што се однесува до претходните надпревари, беше добро, со Маđarска, например, убаво се беше и некако на крајот не успеахме да победиме. Во овој требаше да имаме победа со Маđarска и со Австрија. Очекував јас дека австриците имавме една утакмица со 5 разлика ги тепаме, далеко сме поквалитетни од Австрија, а и потврливме со Холандија. Требаше сега ние, ако по моје размислување, ако игравме како што треба, оваа утакмица со Франција немаше уопште да ни зависи, че бевме четвртфиналисти 100%. Благодарам многу и за учеството и секако за одговорите. Останете со нас. Сега една напомена и до сите останати кои што навистина ќе сакате дали за прв пат или еве сте редовни учесници во црвена линија, а нема да успеете да се вклучите во живо. Секако не заборавајте, не има и на Facebook нашиот профил е црвена линија, заследете не таму. Но и за да следете не се разбира, односно темите за кои што не зборуваме со вас, можете да ги видите и на профилот на Телма телевизија, кој што секако профилот се наоѓа на Facebook. Еве како изгледаме денес таму, што значи коментирајте и споделувајте, бидејќи праксата во црвена линија е сега веќе да читаме коментари измеѓу јавувањата и вклучувањата на гледачите. Како го оценувате досегашниот настап, се разбира, на македонската репрезентација? Тоа е централното прашање на црвена линија. Секако сакаме да слушнеме и прогнози за утрешниот надпревар, кој што ако се разбира извојуваме победа, може да не внесе во четвртфиналето. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во црвена линија сте. Добар, хвала. Со Франција.
Бога ми тешко ќе биде. До сега некако ни онде лесно работите. Имавме 2 нерешени, што беше супер. Мислам, Австрија, ние мака од Австрија не ја добивме. Не е Австрија некој, што ти ја знам каков. А и Маđarска и така, ама за Австрија требаше да ја добиеме. Ама не е битно. Беше како што беше, беа добри и резултатите беа добри. Ама со Франција ќе биде многу тешко. Франција е стабилна, постара екипа од нашата. Нашите се млади сите. Е млад состав. А Франција има играно и на доста првенства, меѓународни надпревари. Има доста во самата Франција има доста и странци од кои што навистина може нешто да домашните да научат. Значи јаки тимови имат. Тука е цела работа. Ние немаме некои јаки тимови кај нас. Ослабевме во општо во сите спортови. Благодарам многу за одговорите, останете со нас. И сега ве префрлам во светот на Facebook, каде што се разбира сме објавени на ваков начин. Значи, како го оценувате досегашниот настап на македонската репрезентација. И еве го и првиот коментар, каде што Винг Чун напишал: за разлика од претходното, каде губевме по 10 разлика, ова светско играме многу успешно. Фалеше малку среќа да влеземе во четвртфиналето, покажавме и докажавме дека можеме да се надигруваме со сите. Благодарам Винг Чун за учеството преку коментар. Значи, ве молам, еве, пишувајте коментари, ќе ги читаме меѓу вклучувањата, но и една напомена исклучително важна, правилото на црвена линија од етички аспект, односно секако и кај коментарите гледајте да имате пристоен говор, односно да нема пцости, вулгарни зборови, говор на насилство и омраза, за да можеме да ги прочитаме коментарите. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас. Крисомори Кристијанке, моја мила ученичке. Имав ученичка Криса. Јас се бев учител. И медицинска сестра се направи. И ти си таква. Сега да ти кажам за темата. Ние сме мала земја, ама сме јаки луѓе. Со нас нема никој. Сегаш слаби се мала држава, ама јак народ. И сега ќе победиме. Ако е Франција, и ние сме Македонија, најстарата земја во светот, само сонцето е постаро од Македонија. Така е, Крисе. Моја мила ученичка. Од Роме поздрав. Благодарам многу. Редовен наш гледач, секако останете со нас и благодарам и овој пат што учествувавте во црвена линија. Добар ден. Добар ден и добра вечер, Македонија. Честитки до нашите македонски ракометари, кои се покажаа како достојни македонски херои, кои храбро се борат за наша Македонија, и со температура, како, нали така, грипостани, но сепак достојно машки, се бореа за Македонија. Замисли, значи, со температура да се бориш за Македонија. Некои здрави, дебело платени, и пак се душмани на Македонија предавници, со големи привилегии. Друго би е пофалило нашата македонска фаланга со навивачи голем дел, нали, од тука Македонија, но и со голем дел навивачи од наша македонска диаспора, сложни братски, достојни ја бранеа Македонија, овие, нали, надпревари. И луѓе, замислете, значи, при толку душмани, непријатели на Македонија, од надвор и од натре, па и саботери, песимисти, кочничари, кои ги мразеа наши македонски спортисти, кои не веруваа дека ние како Македонија можеме да имаме успеси во спортот. Пак имаме успеси, гледате. Значи, да речеме, со силни, мојкни, финансиски, по број на народ, бројни спрема нас држави, со спортски услови, многу поголеми од нас. Се бориме равноправно, па и победуваме. А овие се млади наши неискусни ракометари.
но очекувам до година или за година, 2-3 да бидат уште подобри. Дај Боже, некој да не ги одматра Македонија, некој да не направи некои проблеми, некои саботажи, како што го уништија нашиот македонски Вардар, што беше шампион Европа 2 пат. Благодарам многу за одговорите и секако учеството во Црвена линија. За сите останати и ви оние кои што може би прв пат верувам ќе има такви, ќе посакаат да се вклучат во Црвена линија. Имајте во предвид 90 секунди време траењето на едно јавување. Останатите, сите вие кои што може би ве полесно или тоа е вашиот стил, се разбира преку коментари и споделувања. Учествувате активно во денешната дискусија на Црвена линија на Facebook. Добар ден! Добар ден. Поздрав до вас голем. Секако па еве, како досега го оценувате настапот на македонската репрезентација во ракомет? Се слушаме? Да, еве, ви постави праш. Ја мислам дека со друг зборува што ми одзеде секундите. Сега вака, едно појаснување, заборев тоа, не гледав над преварот Холандија, Македонија, како испадна. Холандија имаше победа над Македонија, но имаше и многу исклучувања, секако и црвени картони и така натаму. Резултатот. Ајде ќе погледнеме уште еднаш да се подсетиме колку беше точно за да видат и гледачите, но еве ги гледавте другите надпревари. И ги знам другите, само Холандија не гледав, не знам. А еве дадете оценка за досегашната игра. За утре какви се вашите прогнози? Оценка давам за ракометарите наши дека се на прво место во ова сега надпреварување. Зашто? Утре Македонија ќе игра со европско, азијски, афрички континент. Нема да игра со Франција. Тие се собрани од сите тие континенти, а Македонија е од едно мало грче, македонци се сите што играат. И успех имаат голем. Ја мислам дека со Холандија, мислам дека игра нерешено првата што игра и тепа ова последнава. Па еве резултатот со Холандија беше 37 за Холандија, 32 за Македонија. А значи изгубивте тога, што не гледав таа. Ајде малку ќе подсетиме. Благодарам за одговорите. Ракометната репрезентација на Македонија забележа прв пораз кога играше со Холандија од досега од до тогаш колку што учествуваше во првите надпревари. Всушност загуби од, како пишува, супер брзата Холандија со, ќе повториме, 37-32 за Холандија и надпреварот од второто коло во Арена Вараждин се одигра како да беше во Скопје. Пред речиси 3000 македонски навивачи. Пруживме сериозен отпор, меѓутоа брзата игра на лалињата беше пресудна, а вреди да се напомене дека ривалот шутираше дури 12 пенали. По тоа ќе остане запаметена, секако ќе биде запаметен овој надпревар. Продолжуваме понатаму со вас, еве досега од настапот на нашата репрезентација, какви се вашите оценки, редовно ли следите и кои се вашите очекувања од утрешниот надпревар со Франција? Добар ден. Добар ден, убав ден ако сум јас. Најубав ден. Следите ли ракомет деновиве? Па да ви кажа, не да следам, не да коментирам по социјалните мрежи. Значи, не знам, толку сум одушевена, толку, значи, нешто убаво да ми се случи во наша Македонија. Значи, во спортот, фала му на Господ, во спортот некако ептен идеме напред, значи имаме доста успеси, така да прекрасни деца, значи, ова гинат буквално, значи, таква игра, тоа. Меѓутоа, еве сега, со Франција ќе игра и сега не можам да се сетам само на името и презимето, најмладиот 20 годишен играч кој играл во на нивна генерација на 20 години во некој надпревар со Франција. Значи сега ќе игра, ќе го стават како најмлад, значи до сега во овие 5 нема игра, но сега не можам да се сетам името и презимето, а вако сега ќе игра, значи со Франција пак он. Значи го ставаат во таа група. Меѓутоа да ви кажам тоа што беше со данците, со судиите, па ја не знам дали ова го има во светот. Па дали го гледаат ова, дали оваа федерација го гледа.
значи Светската федерација. Мислам, тоа беше брука невидена. Значи, едно девалвирање за самите данци, уопште за самиот спорт. Па дали ова никој не памтеле, Кире Лазаров е светски човек, да кажам, во ракомет и се, па не па ти таму колку 12, 13, колку пенали, судија да... Благодарам многу и вам за одговорите, што се однесува во однос на нашата репрезентација. Интересен факт е што Македонија е третиот најмлад тим на Мундијалот, додека Катар е најстар. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Дали е намален тонот на телевизорот? Добар ден. Не е намален тонот на телевизорот, верувам ме слуша гледачот, гледачката. Добар ден. Добар ден. Ете зошто постојано и ако треба и по повеќе пати, не само во секој издание на Црвена линија, туку и во рамки на истово ќе напоменеме од технички аспект, ве замолувам, значи од кога ќе ве прифатат во режија, верувам дека и од режија ви укажуваат на тоа колку е важно целосно да биде намален тонот на ТВ приемникот. Оно што ќе се случи дека доколку не го сторите тоа, ќе немате чувство дека веќе сте вклучени во Црвена линија и може да се случи да мислите дека не ве слушаме, а ние веќе ве очекуваме со вашето учество и одговори, па и да се исклучите. Неретко се случува, ако не се намали тонот на телевизорот, да се има чувство дека некој друг наместо вас зборува. Ајде да продолжиме, верувам овој пат гледачот или гледачката се на линија и добро ќе се слушнеме. Добар ден. Здраво. Здраво. Следиме ли деновиве ракомет? Не е право да си кажам. Зошто? Па така, не ме занима. Добро. Тогаш... Али би кажал само коментар. Само да нема местенки, работава е. А овие дечки се добри дечки, што играат. Према ова коментари од пријатели мои што даваат коментари, барем му видувам дека све младеж биле, млади момчиња, и дека ентузијасти се, ќе градат допрва кариера и може и ќе бидат и на некое светско реноме во иднина. А сега, ако не име шансата да се докажат, не знам кога, али мене ме плаши од продадени утакмици. Многу се плашам од тие работи, и затоа не ме занима више спортот. Порано бил исто навивач, сум обожавал, сум ценел, али гледајќи дека се прават местеки, нарочито тоа ги овие коладилници активираа по државава, видов колку такмици се местат, дали фудбал, дали ракомет, дали коњи се тркаат, дали кучиња се тркаат, све сум гледал, све местенки. Ме плашат местенките. Инаку, французиве, по моје логика, ќе бидат здрвени од нашиве, значи здрвени, ама ако нема местенка. Ако има местенка, французите ќе победат. Само тоа се плашам. Поздрав. Поздрав, благодарам што учествувавте во Црвена линија. Јас верувам дека иако, како рековте, не ве занима, токму поради ваквиот настап на нашите репрезентативци, утре можеби ќе посакате токму да го изгледате клучниот надпревар со Франција, кој што за нашата репрезентација, доколку се освојува победа, ќе значи и влез во четвртфиналето. Меѓу вклучување да подсетиме дека и францускиот репрезентативец Лука Карабатик изрази задоволство од досегашните изданија на триколорите на светското првенство и во разговор за Gol.mk рече дека последната победа против Холандија 35-28 била тешко извојување. Како и да е, најавувајќи и голема борба на последниот надпревар против Македонија. Така да Македонија има, вели тој, многу млада и квалитетна екипа, полна е со енергија и мислам дека ќе имаме тежок надпревар во сабота. Остварија добри резултати и прикажаа одличен ракомет. Тимот многу напредна од минатото европско првенство, тоа секој љубител на ракометот веднаш го забележува. Па го забележувате ли вие тоа, кои се вашите оценки и секако прогнози за утрешниот надпревар со Франција? Добар ден. Добар ден. Поздрав, повелете. Една опомена,
кога режисерот што не пуштат наш телефон и ве осети дека телевизорот не му е исклучен, а код нас кинете го, никакви Ве коментари. молам, значи не ни кажувате како да функционираме, кажете ни како да победиме утре, еве, што мислите, што треба да се направи за да имаме најпријатно изненадување, тоа е победа над Франција. Треба да се борат нашиве, ама не може да се борат против судите. Сега разбрав дека 12 пенали досудиле судите против нашите со Холандија. И кај ќе се бори против судите? Тука е проблем судијата. А дечките се далеку подобри од сите тие што се надпреваруваат таму. Ама со судите не може да играат. Судите се многу појаки. Судите се многу побрзи. Многу судите знаат да даваат голови. Со нив не може да излезат на крај. 12 пенали. Тие одвај чекале топката да појди кај противникот таму да досуди пенал. Ете, тука е проблемот. Неќам поќе да дискутирам затоа што не метјат нас. Мала земја се вика кај ќе се беша со овие поголемите, а со азиски и афрички земји. Пријатно убав ден да имате. Најубав ден да имате и се уште се разбира да бидете со нас од Црвена линија. Еве што се однесува по комплетирањето на надпреварите од групата 2 во главната фаза на светското првенство, ракометната репрезентација на Македонија ги знае сите математики пред завршната рунда. Инаку Македонија, ќе подсетиме, во моментот е на делба на 3-та и 4-та позиција со Холандија, со по 4 бода. На врвот е Франција, веќе безбедна со 8 и во последното коло нема резултатски амбиции. Унгарија е втора со 5 бода под нас, на 5-то место е Австрија со 3, додека катарците се без бодови. И натаму нашите ракометари се математички во игра за второто место во групата и пласман во четврт финалето, колку тоа и да изгледа далечно. Македонија мора да ја победи големата, но и немотивирана Франција, па дури тогаш да чека услуга од Катар и Австрија во трката за втората позиција. Па еве ви се чини ли дека утре ќе се случи победа, кои се вашите проценки и сега кој еве сите вие кои што верувам страствено ги следите надпреварите на нашата репрезентација, имате и можете да дадете еден осврт кон тоа како вие ја оценувате играта на нашата репрезентација во ракомет. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Намалите го тонот на телевизорот, ве молам. Скроз ја намален. Одлично. Да, повелете, ве слушаме. Видите, што се однесе до ракометната репрезентација за секој спорт, мене лично баш ме играе. Знаете зашто? Затоа што нема ни еден спортист хуманитарец. Ги гледат нивниот џеб. Така да, и оваа тема, вие сега вистинска од вашиот режи, од вашиот сценарите. Иначе, многу теми ви ги сервират на так на кој треба да ги објави. Вчера кога беше тема, многу ми мерак ова прилика да искористам да го спомнам што беше во Америка. Тие беа у кино, купија карти да гледаат представа, да гледаат филм. Нити некој ги викнал, нити некој ги покани. Нешто ми е многу мерак да кажам. Јас се извинувам, ако нешто грешам, толку од мене, фала, поздрав, се најубаво. Благодарам многу. Како и да е спортот и сите врвни спортисти и оние кои што се дел од надпреварите, особено како што е светското првенство во моментот во ракометот, каде што целиот свет е во фокусот на играта на сите репрезентации кои што се учесници на светското првенство. Ако за вас се разбира е неинтересна тема, многу ми е жал, но сметам дека спортистите и особено кога постигнуваат вакви резултати, а се млади, се најголемите амбасадори и оние по кои што оваа земја се препознава во светот, а особено и за сите нас кои што таквата игра и нивното учество секако не прави горди. Но го цениме и вашето мислење, благодарам за учеството, продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, добро вечер. Добро вечер, повелете. Се евам втор пат во вашата емисија, првиот пат беше темата што ќе направиме со унгарците. Јас типував дека ќе биде нерешено. Од тој надпревар, па до утрешниот надпревар, веќе резултатот воопшто не е битен. Битна е една работа, дека добивме нова
надежна генерација со врвен ракомет. Системот Кире го постави, ги одбра правите играчи, нормално ќе стасуваат, тие се млади, меѓутоа нивната игра е за воодушевување. Воопшто веќе не е битен резултатот утре со Франција, се надевам ќе биде истиот жар, истата борба и овие деца заслужуваат максимална поддршка, како од публиката, така и од државата. Ви благодарам. Ајде да искористиме секако во срцето сакате победа, па дали сметате дека ќе бидете особено пријатно изненадени по утрешниот натпревар, иако сите велат дека Франција е многу силна, мокне и така натаму? Франција е силна, Унгарија е силна, меѓутоа нас децата не изненадива со нивната игра. И да изгубат и да победат, воодушевувањето ќе биде исто. Благодарам многу. Секако ни е драго што ви имавме повторно кога станува збор за тема ракомет. Верувам ќе ве слушнеме повторно и на некоја друга тема во Црвена линија. Останете со нас. А останатите, еве подсетувам, продолжете со коментирање за да читаме и коментари од Facebook Црвена линија. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако дека сте повелете. Благодарам, па вака. Прво моето размислување. Прво ние и сега се игра модерен ракомет, не е како некогаш кога се играше на дур. Меѓутоа сега, се е промислено, се игра математички, се знае кој на која позиција стои, од која позиција шутира и што е најбитно, ние имаме најмлада репрезентација во овој момент за која што во старт се сумња, дали ќе успеат, дали ќе се вклопат, бидејќи се многу млади, но ете ни докажа дека стварно се добри, спремни и желбата нека биде вистина, дека треба, ако не победиме, барем нерешено да изиграме со французите. Тоа е еден голем гигант во ракометот, кој за сега мислам дека е најдобар, најсилен и исто и тие ќе се борат за својата позиција. Ние секако приматот нема да им го земеме, тие се на прво место, но сепак ќе се гини на теренот. Имаме поверење во Лазаров, ќе најде начин, ќе најде формула, да ги мотивира нашите играчи да изиграат онака како што треба најдобро, но и сега ќе речам јас, и судиите за сега од порано се далеку пореални, има камери од сите страни, има контролни камери, така да ми се чини дека не би можеле да прават некакви спекулации. Благодарам, поздрав. Ви благодарим и вие што дадовте удел во ова денешно издание на Црвена линија. Инаку ќе подсетиме дека и Дика Мем секако со големо внимание го следи учеството на нашата ракометна репрезентација. Ќе подсетиме дека Дика Мем една сезона всушност ја делеше со облекувалната со Кире Лазаров и Борко Ристовски во Барселона и ги освои сите трофеи во клупскиот ракомет. Па еве што вели тој. Минатата година игравме против Македонија и Кире Лазаров беше селектор. Со искуството кое тој го има, се гледа дека неговата работа на детали. Јас како ракометар тоа добро го забележувам. Идејата за ракометот која има ми се допаѓа. Македонија има компактна одбрана, играат одлично со кружните напаѓачи. Имаат одлични пивотмени. Ние мора да се концентрираме на нашата игра и на нашите карактеристики. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ајде, добар ден, Тина. Голем поздрав до вас, господине Никола. Следиме ли ракомет? Поздрав до вашата екипа до телевизијата. Благодарам. Следиме ли ракомет со внимание? Знам, многу ќе ме псуат, ќе кажам јас нешто. Вашата телевизија ова направивте као кладионица сега. Зошто? Уште резултати да ја кажуваме и кој ќе победа да добие. Со сета почет очекуваме. Требаше некоја друга тема, имаме еден куп теми што се болни во Македонија за обичниот народ. Ама зошто секогаш фокусот да биде на нешто болно? Нели сметате дека треба оваа земја да навива за некој кој што ја представува? Ама ние ќе навимаме, што очекуваме? Па Франција, што да очекуваме? Што сета почи, знам некој ќе рече ова и стално. Па имате други теми што луѓето болни се
Ама самите знаете дека ги покриваме и болните теми, но не може да ги оставиме нели ракометарите на игнорирање затоа што има премногу болни теми. И ова е тема за која што секако е огромна и значајна за целава земја, иако е спорт. Сите сте по спортот, говорете, ама. Бе, ке тепа Југославија, ова Македонија, 10 разлика. И? Ке се оствари, то нема што се. Франција знаеме кој, знаеме ракомето, чеке доктор Кире Лазаров треба да ги челици тие младиве. Ние мислиме одна, скок ние рибни и готово. Добро, благодарам многу, го цениме вашето мислење секако и еве ќе потсетиме црвена линија. Оние кои што редовно не следат исто како господинот Никола, кој што и редовно е дел од нели приказната која што секогаш и секојдневно се менува во црвена линија, ќе укажеме на тоа дека црвена линија постојано ги обработува актуелните теми, но денес одлучевме дека навистина сметаме дека е исклучително актуелно да зборуваме за утрешниот настап кој што до голема важност за нашата државна репрезентација, која што учествува, ќе потенцирам, на светско првенство, значи не некое малско и локално, и секако навиваме нели да влезат во четвртфиналето. Ајде продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, добар вечер и поздрав. Голем поздрав и до вас. Темата ви е на место. Одлична е темата. Спортот е исто така дел од идентитетот на една нација. Треба и за спортот да се говори помалу. А што сакаат некој да не сакаат за работничкото самоуправување уште да зборуваме. Но за темата ве молам. Честитки до Кире Лазаров. Честитки до сите млади таму ракометари. Тоа е успех за државата на Македонија. Што се однесува до прогнозата за резултатот. Абе, нормално, јас како и сите сакам да победиме, но сепак мислам дека Франција ќе победи некаде со 2 до 3 разлика. Мислам дека нашите ракометари ќе го покажат својот најголем квалитет. Така, благодарам и пријатно. Благодарам многу за учеството. Еве напишал коментар на Facebook, но профилот на Телма телевизија и него заследете го овој профил со оглед на тоа што и таму ги објавуваме темите од црвена линија за кои што зборуваме со вас. Па еве што напишал Сейди Ајвази. Изненадување, нерешено со Унгарија, Катар и Австрија, очекуван резултат, очекуван најверојатно резултат со Франција и да му се пушти победата, Северна Македонија се враќа дома. Добро, благодарам многу Седи и вам за учеството преку коментар. Продолжете со коментари, ќе ги читаме измеѓу јавувањата. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав до вас, во црвена линија сте. Хвала, поздрав до вас и екипата. Благодарам. И гледачите. Како прво би сакал околу рекометот да им честитам, без разлика секоја победа ни е драга, како држава и се. Мислам, нели, спортот треба да се биде позастапен за младите да се тргнат од лошите навики. Значи, мислам дека барем од спортот да се тргнат рацете од политиката и мислам дека имаме многу добри деца, што можат добри квалитети да покажат. Ние гледаме дека многу наши деца отидоа по странство да играат за туѓи држави и така натаму. Иначе, мислам дека многу грешки се прават и од тренерите, добри деца не ги пуштаат во игра. Што е причината? Знам доста случаи такви, разбираш, и тоа е причината да дали е мешана политика или интереси, тоа е друга прашање. Ајде, како ви се чини настапот на нашата репрезентација во моментот? Видете, добро е све, само треба малце да се поработи, например, на голманите. Дефинитивно гледам дека малце потфрлаат тие, а голманот е една битна фигура исто како другите.
И друга работа, ни треба некој шутер што оддалечина ќе може на моменти да придонесе за. Така, благодарам многу секако и вам за учеството во Црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, во Црвена линија сте. Вака, беше за да превара со Франција, така? Да, тоа е утре и досегашниот настап, еве, ако го следите редовно. Досегашниот настап е одличен, сега немаме малце среќа, али тоа е тоа. А за денес, за со Франција очекувам дека ќе победи. Па валда играш, тоа дека ќе ни се распит повеќе среќа. Меѓутоа, ме слушате, не? Да, продолжете. Меѓутоа, сепак очекувам овој премиеров во сенка на Дуи од Кичево да се јави, тој ќе ни го расположи деро, тој ќе знае. Ајде, поздрав. Добро, благодарам многу и вам за одговорите во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Добро, ние како Црвена линија, еве денеска сметавме и верувам дека, како што каже еден од гледачите, нели и спортистите знаат да бидат вистински идоли на новите генерации со кои што ќе се идентификуваат, а всушност секако ќе испратат пораката дека спортот е секогаш добар избор, а особено кога имаме нели млада репрезентација која што е и најмлада на мундијалот, секако верувам дека секој од вас со внимание ги следи надпреварите, бидејќи станува збор за светско првенство во кое што нели учествува и нашата земја. Спортистите се можеби како и уметниците најголеми амбасадори на една земја. Па еве какви се вашите оценки, дали редовно ги следите надпреварите на нашата репрезентација и секако што очекувате од утрешниот надпревар, дали можеби имате и порака до нив, охрабрување и така натаму. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме во Црвена линија. Да ве поздравам вас и вашата уредувачка политика. Благодарам. Затоа што се очекува од вас една ваква весела тема. Тема што ќе го прочисти воздухот од политика и од тие заразни болести. Јас ги слабо ве слушам, не знам. Одлично ве слушаме, продолжете си. Ги гледам надпреварите и многу се радувам. Јас сум бивша ракометарка и тоа ми причинува голема радост. Ние сме спортско семејство и сите гледаме, навиваме. Сега го гледаме и Австралија Опен тенисот и тука се најдовме. Така да спортот преовладува кај нас, музиката, спортот, убавите разговори, позитивно. Ајде со оглед на тоа што сте биле ракометарка, еве каква оценка ќе дадете за нашата репрезентација, можеби имате и порака до нив? Секако. Децата се млади. Не ве слушам, али ме слушате. Ве слушаме. Децата се млади и многу се добри. Затоа што имаат ентузијазам, имаат желба да ја представат Македонија во најдобро светло, да се представат себе во најдобро светло. А слушнав, некој ги критикуваше голманите. Напротив, голманите беа прекрасни. Повеќе одбрани имаа од сите други голмани. Благодарам многу, драго ни е и што вие како некогашна ракометарка од спортско семејство, кој што е со голема страст и желба и внимание ги следите настапите на нашата репрезентација, земавте учество во Црвена линија. Продолжуваме секако со вас, драги мои. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Браво за нашата млада репрезентација. Толку се добри. Дури мислам и за Кире, секако, он е најглавен. Така ги спремил, супер. Дури мислам дека се подобри од репрезентацијата кај што беше Кире Лазаров. Толку се храбри, брзи, браво, секоја чест. Мислам дека и ќе победат, без разлика што Франција е Франција, нема врска тоа. Се гледа дека се даваат се од себе. Јас сама ги гледам, па
така на моменти кога нешто неправилно ќе се случи, се нервирам на еден начин. Така да многу се добри, претерано. Браво и секоја чест за нив. Јас сум толку задоволна. Мислам едино они не расположија во овие тешки денови за нас, да речам. И поготово и голманот Митревски, мислам дека се вика. Толку брани цело време. Мирно, сталожено дете, лал да му е. Секоја чест и се најубаво. Пријатно ти. Пријатно, големо благодарам и вам што бевте дел од ова издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден. Еве продолжуваме со женска енергија, кога зборуваме за... Женска најдобра енергија, Тина. Најдобра енергија. Значи, големо расположение ми кога ќе си дојдам од работа, ќе пуштам ракомет и браво наши. Без разлика дали победуваат или губат, браво наши. За Франција очекувања не е битно, значи битна е енергијата, ние сме млада екипа, одиме напред, без разлика дали ќе губиме или ќе победиме. Значи, браво, како што кажа претходната слушателка, стварно ова е светлост во овие мрачни денови за нас. Како женска, јас сум бивша ракометарка. Одлично, еве дадете една оценка, како да кажеме, како ви изгледа досегашната игра. Дали може би имате еве и порака до нив, охрабрување? Охрабрување, порака, само држете се заедно, одете напред, жустро, не се плашете, која е Франција, значи па ние сме Македонија. Само напред, без страх, одете и победувајте. Тоа ми е пораката. Да, за сите нас. Благодарам многу. Драго ни е што имаме поранешни ракометарки кои што добија нели желба и секако и секој како и секој граѓанин на оваа земја и право се разбира да дадат оценка, осврт на досегашното учество на нашата репрезентација. Играта на нашите репрезентативци е забележана од сите страни, така да еве и од секако има коментари, се пишува и на порталите кои што се од регионот, така да еве еден од насловите хрватски, односно на tportal.hrvatska, вели насловот сензационални македонци блиску до четвртфиналето на светското првенство, Киро Лазаров ја го сруши Веселин Вујовиќ. Добро, каква еве оценка давате вие? Оценка подобро да речеме, еве дали го следите редовно настапот на нашата репрезентација и што е она што можете досега да издвоите и да дадете некаков заклучок за нивната игра досега. Добар ден. Добар ден, во линија сум. Да, во Црвена линија сте, повелете. А Јановски Ташо овде. Поздрав до вас, господине Сашо, повелете. Од репрезентацијата на Македонија со чело на Киро Лазаров сум многу задоволен со маđарите, со холанџаните, со Катар, сега со французите. Ние сега може да изиграме машки, ама све зависи со судиите кои ќе бидат на теренот меѓу Македонија и Франција. Овде се игра Давид и Голијат. Ме разбирате? Ние сме ко мала држава, а овие се светски и европски прваци. Само зависи од судиите, друго ништо. Ракометарите млади ќе го остават срцето на терен. Толку. Благодарам многу за јавувањето. Еве какви наслови има нели на порталите од регионот. Например, репрезентацијата на Киро Лазаров е со Италија, како да кажеме, најубава приказна од ова светско првенство, еве кога ви преведувам.
Значи, кога станува збор за репрезентацијата на Македонија, подсетуваат нели во текстот дека во второто коло, на вториот круг, ја победила репрезентацијата на Катар со 39 наспрам 34 и си оставила шанса да во последното коло против Франција избори сензационален премин во четвртфиналето на светското првенство. Интересно што вела дека на прва тоа изгледа како невозможен подвиг, но победи нели, но она што е интересно дека и некако како во Хрватска да имаат очекувања Македонија на вистина да изненади многу позитивно на утрешниот надпревар. Добар ден! Добар ден, добро вечер. Добро вечер и вам, во црвена линија сте. Видите, почитувана водителка, ја претежно по боксу и по борењето сум. Меѓутоа, се гордеам што Македонија прославуваат, без разлика на резултатот. Битно е песните македонски гордост со глава грнати млади дечиња. Тоа се гордеам. А иначе резултатот не ме интересира. Битно е што во Франција една улица е Македонија. Битно е дека Македонија е прославуваат млади македончиња, патриотчиња, што се борат за сопствена држава. Тоа е гордост, иначе резултатот не ме е толку. Кажувам и да е боксу и борењето сум по тај спорт. Али се гордеам со овие дечиња што глави прегрнати, што ја пеат химната, не предавнички, него гордо Македонија, тоа се гордеам. Иначе, гледам ја денесната емисија, имаше еден експерт од Радишини, нема го денеска, не знам, не е политиката, гледам и забриле, или не сака Македонија да си ја представе. Бидете поздравени, се најдобро. Се најдобро, бидете поздравени и вие. Ајде да видиме како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм. Заследете не таму, се разбира, веќе од понеделник можете активно да учествувате во новата анкета на црвена линија. А денешната изгледаше вака: Македонија, Франција и еве какви прогнози дадоа Инстаграмџи. Под А ќе победиме, одговорија 45%. Под Б нерешено 23%, а под В ќе загубиме 32%. Големо благодарам до сите вас што создадовме заедно со вас секако уште едно издание на црвена линија. Ги слушнавме вашите оценки, прогнози и така натаму. Она што е повеќе одјасно, се разбира, утре цела Македонија ќе навива за нашата репрезентација. Во продолжение ќе ги погледнеме рекламите, потоа повторно ќе бидете со мене во студио. Се гледаме. Благодарам уште еднаш што бевте дел од ова издание на црвена линија. Во спортски дух секако ќе навиваме утре во 20 часот и 20 минути нашата репрезентација, да многу пријатно ги изненади и оние кои што се можеби скептици. Никогаш не се знае, како и да е, навиваме за победа. Сега се разбира за сите кои што сакаат убави теми, особено убави гости. Јас имам такви комши, например, имам многу убави комши и многу слични по стилот. Ке се препотите секако на рефлекторите, ама се препотувате еден во друг. Добро, нема да имаме фитнес час, но како е за да се препотиме, но како и да е, ќе биде интересно, ќе имаме и интересни игри, Тина, и она што го знаат нашите гледачи, ќе биде забавно еден час. Така е. Утре ќе гледате ракомет? Обавезно. И ќе навиваме. Така е.